Да видиме уште еднаш почеток, престанок и почеток на исти вработен и почеток и престанок на исти вработен. Тоа се 4 случаеви кои може да се случат во реалноста. Прво да видиме почеток на работа. Откако го внесуваме вработениот во матичната евиденција, го бараме, го добиваме број на вработениот и тој почнува, например, на 7. Во колоната почеток може да ставиме 7, се доделува шифра за почеток, тоа е 1, се пресметуваат деновите до крајот, 22, 22 е бројот на денови, минус почетокот 7, 22 минус 7 плюс 7, бидејќи се смета и 7 и тој ден. Часовите нема потреба да ги броиме од календар, програмот ги пресметува. Ако сме позиционирани на 7-миот тој месец, веднаш се дава информација долу, часови до крајот, значи од 7 до 28 колку вкупно работни часови има, или часови од почетокот. Ако вработениот беше со скратено работно време, овде ќе се прикаже часовите за неговата ситуација, за колку му е скратеното работно време. Доволно е да кликнеме на ова 128, ќе се префрли во колоната за час, во полето за час. Или може да му дадеме бруто плата или поедноставно нето плата, еве за тие му дадеме 8000 денари. Со ова вработениот почна да работи. Ако имаме вработен со престанок, например, овој е вработен, престанал на 18. Во престанок 18, шифра автоматски е 2, деновите се пресметуваат од почетокот, тоа е датата 18, и часовите треба да кликнеме работни часови од почетокот 104. И за ова треба да ставиме колку нето му даваме за тие. Еве и на 8000. Сега ситуација почеток и престанок. Значи, односно престанок и почеток, тоа е поедноставно. Еве, Олгица Зафировска престанала на 18. Не е битно што е сабота, а почнала на 22. Во вториот ред пак ќе одимаме 8. И на 22. 22. За 22 се пресметува 7 часови, 7 дена до крајот и часови до крајот 140 и ќе доделиме плата за овие 4000 денари. Во колоната 330, кога имаме престанок и почеток, односно два реда за исти вработа, ќе треба да ставиме двојка. Ова е регуларна пресметка кога имаме престанок и почеток во исти месец. Ако имаме обратна ситуација, почеток и престанок, еве број 9, два пати ќе однесеме во два реда. Во првиот ред, например, почнал на 6, престанал на 8. Почнал на 6, престанал на 8. Вториот ред ќе го ставиме нули во часовите и во деновите и часовите. И ако случајно има овде некој износ за бруто платата, и тој ќе го ставиме на нула. А ќе се сконцентрираме на горниот ред, во кој ќе имаме пресметка за 3 дена. Практично ќе имаме, место денови 23, ќе имаме 3, значи 6, 7 и 8. Тоа се 3 календарски дена. Ако беше преку викенд, ќе требаше да ги изброиме колку се тие денови, значи 6 минус 8 плюс 7, тоа е 3. Ова се 3 работни денови. Тие 3 работни денови се по 8, 24 часа. За овие 24 часа ќе му дадеме, например, 1000 денари. И ова за да биде се во ред, овде треба да биде вака 1 во мопинот. Меѓутоа, програмот има
своји интерни потреби, секој овој ред да биде различен во дополнителната пресметка. Значи, еве, гледаме овде за Славица Русковска има овде единичка. Ке мора овде да ставиме место. Ке треба да ставиме 1 на 1. Вака ќе имаме во дополнителни податци 2 реда. Овие на 1 нема во МП1 да се префрлат како 1 туку ќе се префрли единица. Но потребни се за интерната пресметка во програм. Сега вака да видиме дали ние во ред пресметка. Ќе одиме во МП1, ќе креираме текстуален файл. Ќе го вчитаме. Провери. И да се надеваме дека ние се во ред. Да.